Почитуван собственик на компанијата АСП ПАК, господин Петар Спасевски, почитуван градоначелник на Охрид, кој што денеска е заедно со нас со директорот на Царинската управа, господин Танасковски, почитувани представници на медиумите. Секогаш ми е задоволство да сум во Охрид, но денеска навистина задоволството е уште поголемо, бидејќи сум во посета на неколку компании во овој град кои што со владата имат потпишано договори за државна помош. Сега сме во компанијата АСП ПАК, извонредна, квалитетна и успешна компанија, еден од двата најголеми производители на решенија за пакување и мрежни решенија во Европа, која лани потпиша договор за инвестициски циклус за 5 години во вредност од над 5 милиони евра со владата на Република Северна Македонија. Мене ме радуваат повеќе информации во врска со оваа компанија. Тоа е бројот на вработени кои се околу 300 вработени. Креирани се солидно платено работни места, според информациите од собственикот платата е околу 500 евра. Производството на компанијата околу 97% е за извоз, значи станува збор за целосна извозна компанија. Токму, драги мои граѓани, и вакви компании нас ни создаваат добро платени работни места, кои се конкурентни на меѓународните пазари, кои создаваат производи со повисока додадена вредност, се двигатели на нашата економија и тие се оние кои ги задржуваат младите да останат да работат во нашата земја. Ваквите компании ќе продолжиме да ги поддржуваме, да ги стимулираме, да го прошируваат своето производство, да се модернизираат и дигитализираат, да го прошируваат асортиманот на производи, да отвараат нови работни места и да освојуваат нови пазари. Колку повеќе здрави и извозно ориентирани компании имаме во нашата земја, тоа ќе придонесе за побрз развој и одржливост на нашата економија. Владата секако ќе биде ваш партнер, господин Спасевски. И понатаму продолжете со добрата работа. И вие, и сите кои се охрабрувате на нови инвестиции, особено во период на COVID, ќе бидете стимулирани да продолжите со успех да работите и да придонесете кон поубаво наше заедничко општество. Благодарам. Почитуван заменик премиер, господин Бетичи, почитувани бедиуми, денеска е многу убав ден за нашата компанија. Благодарам на владата и на господинот заменик премиер за посетата и во исто време сум многу среќен што можеме да ги покажеме резултатите од соработката и договорот за соработка подпишан со владата на Република Македонија за поддршка на домашните фирми. Сакам да истакнам посебно дека законот за поддршка на домашните фирми што го донесе оваа влада е исклучителен закон со кој се изедначија странските и домашните фирми по статусот, односно се изедначија по можностите што нашето општество и нашата држава ги пружа на сите правни субјекти во државава. Посебно во оваа година, во година на криза, можам да кажам дека нашата фирма постигнува резултати поголеми во однос на минатата година, благодарение на исклучителниот напор на сите вработени и благодарение на нашите партнери што се ширум Европа и во светот. Во однос на нашата фирма сакам да ви кажам дека постои околу 25 години и секоја година бележи раст во производство, раст во број на производи, раст во комитенти и освојување на пазари. Моментално, европскиот пазар и пазарите на Блиски Исток сме добро поставени и традиционално веќе работиме солидно, али започнавме активности, неколку месеци се направени први испораки на северноамериканскиот континент, Соединетите Американски држави и Канада, каде ова година очекуваме први испораки да се случат кон крај
на декември месец. Благодарение на договорот со владата за поддршка на домашните компании, ние се наоѓаме во фаза на реализација на проект на дигитализација на цевкупното производство во фабриката. Тој проект ќе заврши за 2 години и на крај очекувањата се поголема ефикасност на производството за околу 30%, намалување на шкартот или постигнување на повисок ниво на квалитет на нашите производи, во исто време олеснување на работата за сите вработени во фирмата и на крај бенефитот кон кој се стремиме сите е зголемување на платите или приближување до европските стандарди за нашите вработени. По завршување на овој проект, ние нема да застанеме со нашите инвестициони активности. Проектот за изградба на наша собствена хала веќе се работи. Очекувам идната година да поставиме камен темелник и за 2 години да добиеме модерен производствен капацитет, пристоен за квалитетно работење и чувствување на сите наши вработени.